Приходната страна во буџетот е на алармантно ниво. Го банкротиравте пензискиот, а на пат е здравствениот фонд, па сега ќе префрлате пари како државата да е гранапче. Пратениците од опозицијата со остри критики за прераспределбата на финансии од буџетот. Пратеникот од СДСМ Битики на денешната седница рече дека во буџетот недостигаат околу 1 милиарда евра, а сето тоа како продукт на недомакинско работење. Приходната страна е 308,7 милиарди денари, а само за подсетување, приходната страна ви е планирана 362,3 милиарди денари или ви недостигаат во овој момент 53,7 милиарди денари. Или да ви ги преведам за третата економија во државата, тоест во Европа, ви недостигаат 875 милиони евра. На расходната страна денеска имате реализација 85,56% или 345,415 милиарди денари, или ви недостигаат според планот што вие сте го направиле, не сме го направиле ние, 58,3 милиарди денари. Или да ви преведам за третата економија во Европа, ви недостигаат 950 милиони евра. Доаѓаме, имаме прераспределба за 12,5 милиарди или во превод 200 милиони евра. Кај се расходите од 750 милиони евра кои што треба да се реализираат до 31 декември? Според планот на ресорното министерство, на 200 милиони евра кои биле наменети за едно, а не се реализирале, ќе бидат пренаменети меѓу другото за Бехтел и Енка, за пензии, плати и породилно отсуство. Со празни обвинувања нема да добиете поени, реплицираа пратениците од власта. Ќе помине нова година, ќе имала пензии исплатено, ќе има трудничко исплатено, сите обврски оваа држава ќе си ги исплати. И потоа после Божиќ ќе дојдеме дека повторно оваа иста сала и вие ќе говорите за некоја пета работа потоа. Таква политика вие имате. Купи ден продај политика. И министерката Кочовска останува на ставот дека буџетот е во одлична кондиција и дека нема задолжување надвор од границите за 2025. Според неа, прераспределбата на буџетски средства не е ништо ново, туку редовна вообичаена пракса. Некако сме изненадени за нешто што се случува во континуитет. Предходниот министер два пати имаше прераспределба во 2023 година на крајот од годината. Две прераспределби покрај ребалансот. Значи, ова е вообичаена пракса, која што не е исклучок годинава и повторно кажувам, се случува како резултат на тоа што и некои ставки гледаме дека нема да се реализираат на крајот од годината, дополнуваме таму каде што има потреба. Според министерката, македонската економија и во третиот квартал бележи 3,8% повисок раст и по економска активност се впишува на третото место за Ирска и Данска.